Да се реши проблемот на лицата роми моментално кои живеат во старото нервно оделение е приоритет на надлежните со цел да се улесни нивниот начин на живење. Во оваа тековна 2024 година се очекува реализирање на проектот за изградба на 41 типска куќа, со што лицата сместени во старото нервно оделение ќе добијат соодветни услови за живот и сигурен кров над глава. Еден од најгорливите проблеми со кои што работиме веќе многу години и децении, тоа е проблемот со нашите граѓани кои што се бездомници и верувам дека оваа година ова прашање ќе можеме да го решиме со проектот кој што го имаме заедно со нашата општина, општина Берово и Зелен институт, каде што за сите кои што живеат во старото нервно оделение, оваа година ќе успееме да го реализираме овој проект со цел да може да се изградат 41 типска куќа за овие семејства и трајно да се реши овој проблем на овие граѓани кои што веќе повеќе децении се реализира. Освен решавање на стамбеното прашање, се работи на урбанизирање на ромските населби, нова водоводна и канализациона мрежа, како и дополнително образование на овие лица, со цел да бидат поконкурентни на пазарот на трудот. И она што е важно е дека со овој проект ќе допринесеме кон урбанизирање на ромските населби, тоа е со донесувањето на деталните урбанистички планови. Исто така се работи на инфраструктурата, каде што ќе се воведе водоводна и канализациона мрежа. Исто така за овие луѓе е предвидено да може да се направи, да се заврши процесот на легализација за сите кои што имаат поднесено барање од ромската заедница и за овие лица кои што живеат во старото нервно оделение, поминаа низ процес на доквалификација и преквалификација, за да можат полесно да се вклучат на пазарот на трудот, за да во иднина можат да допринесат во екзистенцијата на нивните семејства за кои што секако ќе бидат овде сместени. Овој проект треба да заврши до крајот на оваа година, бидејќи во меѓувреме овде треба да започне со реализација еден од најголемите капитални проекти во Штип, односно изградба на булеварот Партизанска.